Во македонската народна традиција, во македонската народна книжевност, всушност сведочиме многу текстови кои што зборуваат за Свети Никола, без разлика дали се прозни или поетски. Значи имате легенди, преданија, приказни, песни. И сега, ако одиме вака поименечно, например Марко Цепенков има запишано предание за Свети Никола, за верувањата околу празникот, за обредната практика околу празникот, за забраните, нели што не се прави на тој ден, што се прави. Понатаму во зборникот на браќата Миладиновци исто така има запишано една песна во која што на еден интересен начин народниот пејач кажува како Бог им ги поделил обврските на светците, на Свети Никола, на Свети Јован, на Свети Петар и на Свети Илија, а Свети Никола го одредил да биде заштитник на морињата, на водите, на пловидбата, на сите оние кои што пловат по вода. Исто така, Свети Никола се поврзува и со дождовите, со поплавите. Например, кај Стеван Тановиќ во едни од неговите многу интересни книги, многу богати со фолклорен материјал, кој што го запишувал на просторот на Гевгелиско, вели дека Свети Никола се поврзува баш со дождовите и со поплавите. Например, има верување дека Свети Никола го чува клучот на 7 големи извори на вода во светот и дека ако ги пушти, ако ги отклучи, тогаш тие би го поплавиле светот. Исто така има едно многу интересно верување за Доранското езеро. Се однесува на она забрана, така да кажам. На денот на Свети Никола рибарите не се качуваат во своите чунови за да ловат риба, едноставно ги напуштаат, ги оставаат и му се посветуваат на светецот. Или, например, бродовите секаде на отворено море не пловат, нели, морепловците ги спуштаат сидрата во вода